Добар ден од Сдруженијето Инклузива на првиот прес, каде што ќе ги слушнете извештаите од наблюдувањето од 6 часот наутро до сега. Значи, Сдруженијето Инклузива има 70 наблюдувачи на терен во сите 6 изборни единици во следниве градови: Скопје, општина Карпош, Сопиште, Кисела Вода, Газибаба, Бутел, Ѓорче Петров, аеродром и центар, Куманово, Крива Паланка, Пробиштив, Велес, Штип, Дојран, Радовиш, Струмица, Василево, Ново село, Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Битола, Охрид, Кичево, Тетово, Брвеница и Гостивар. Наблюдувачите на инклузива се сите со попреченост. Застапеноста на попреченоста е 64% со телесна попреченост, 19% се со оштетен слух, односно лицата кои се глуви, 15% се лица со оштетен вид и 2% лица со интелектуална попреченост. До сега имаме пријавено повеќе нерегуларности, односно на гласачкото место 2259 Штип, наблюдувачот на инклузива не му е дозволено да влезе со причина дека не се најавил однапред. По реакција во ДИК, наблюдувачот влегол на гласачкото место да наблюдува. Избирачко место 2637, Основно училиште Петар Попарсов, Карпош 4 и 2638, Избирачкиот одбор им ги одзема овластувањата на наблюдувачите, така што од инклузива беше реагирано до Државна изборна комисија и им беа вратени. Понатаму, во дел од избирачките места се бара на наблюдувачите да достават оригинал овластување со печат од ВИК. Ние информираме дека сите наши наблюдувачи, но и наблюдувачите на други наблюдувачки мисии не може да носат секој по едно оригинално овластување. Оригиналното овластување е во инклузива, а сите 86 наблюдувачи имаат копии од тоа овластување кое е важечко и не смеат да се прават такви проблеми. Има непристапни избирачки места пријавено, нема шаблони за лица кои се слепи, на 2 места нема сликовити прикази, има нестабилни паравани за лица со попреченост, на неколку места нема доволно простор за физичка дистанца, така да во тој дел ќе молиме да се обрне повеќе внимание, затоа што сите и наблюдувачите, избирачките одбори, но и гласачите се доведуваат во здравствена опасност или загрозување на нивното здравје, ако нема дистанца помеѓу нив. Понатаму во изборна единица 2 во Куманово не се одржува физичка дистанца на 4 места, просторот е премал, не носат маски соодветно избирачките одбори, не носат ракавици, не се прави дезинфекција, забележано е на 2 избирачки места, не се отворени прозорците, не се користи граничен и шаблон на 5 избирачки места, има повеќе од дозволеното, повеќе луѓе во просторијата за гласање на едно избирачко место, нема пристапни влезови на 7 гласачки места, наблюдувачите не носат соодветна опрема, значи тоа се однесува за другите наблюдувачи. Наблюдувачите на инклузива мораат да носат и маски и ракавици и со себе имаат гелови за дезинфекција. Сепак предупредуваме дека и другите наблюдувачки мисии треба да им обезбедат, бидејќи овие луѓе се изложени директно на инфекција. Понатаму има навреди на сметка на лица со попреченост, каде што се забележени на едно гласачко место, односно му е кажано дека ако знаеле избирачките одбори дека има гласачи со попреченост, ке ставеле количка пред врата. Тоа е недозволиво. Човековото право на лицата со попреченост е да се гласачи, наблюдувачи, но и дел од избирачките одбори.
нарушување на човекови права нема да толерираме понатаму, туку со име и презиме и број на гласачко место ова ќе биде пријавено во Државна изборна комисија. Понатаму во изборна единица 3 непристапни влезови на 2 места во Велес. Наблюдувачите не се примени на избирачко место 1 во Штип, не се ставил во изборна единица 4 не се ставени правилно маските и ракавиците од членовите на избирачкиот одбор, нема параван за лица со попреченост. Во Василево, каде што имаме наблюдувачи кои користат инвалидска количка, е пријавено дека објектот е непристапен и дека не можат да наблюдуваат на тоа гласачко место, затоа што не можат да влезат. Во Ново село е пријавено дека неколку гласачи ги има 2 пати на списокот. Недостапно е гласачкото место за лица со попреченост, неправилно во Гевгелија неправилно поставени сликовите прикази. Во изборна единица 5 Кичево пристапната рампа е блокирана со записничка маса, тесна просторија и нема пропишано растојание, каде што и на тоа гласачко место не се користи граничникот за подпис. Изборна единица 6 село Баница, Тетово, објект за гласање не е правилно обележан, нема број на гласачко место, објектот е непристапен, има скали, не е поставен шаблон, граничник за подпис и нема физичка дистанца. Во Гостивар лице со телесна попреченост сакало самостојно да гласа, но не му било објаснето на кој начин треба да го оствари своето гласачко право. Во Скопје ги чекаме резултатите и понатаму ќе бидете во текст за се што се случува, но за следната пресконференција која ќе биде во 14 часот, сите овие неправилности ќе бидат со броеви на гласачки места, така да сите информации во меѓувреме ќе ги доставиме до Државна изборна комисија за да превземат мерки понатамошниот тек на гласање да биде поправилен и да се почитуваат правата на оваа категорија на граѓани.